Значи, сакаме да излеземе од онаа комфорт зона, уште еден подкаст, Overtime with TJ и така натаму, дотуше ова реално ќе биде на некој начин уште еден подкаст. Да, ќе снимаме, али малце пократок подкаст со многу интересен гостин, ако може така да се нарече. Значи, во оваа епизода на уште еден подкаст, условно кажано уште еден подкаст, гостин ќе ни биде некој што не дише, не јаде, ама знае се, барем така тврди. Усвари ќе го прашаме дали знае све. Сите го знаеме, е доста популарен во последно време. Така да имам честа направам подкаст со вештачка интелигенција. Чет GPT. Добро, ќе му поставам некои прашања, као да ми е гости на подкаст и баш ме интересира како он ќе се однесе, односно што ќе ми одговара. Сигурен сум дека ќе имаме интересни прашања. Ајде прво вака. Ќе му пишам денес ќе ми гостуваш на подкаст. И sad нормално дека мора малце да му дадам некои насоки. Ми вика, со големо задоволство, подготвен сум, прашуваш што сакаш, ќе бидем искрени, интересни и малку футуристички. Ајде да почнеме, кој е првото прашање? Повде не му треба најава. Океј, ајде, идеме. Прашање број 1. Што да го прашаме? Дали си бил некогаш на подкаст? На подкаст. Не сум бил физички на подкаст, ама сум гостувал виртуелно на многу. Вау. Луѓето често ме користат како гостин, ко-водител или дури сценарист за подкасти. Така што, искуство имам, само што не носам слушалки. Ја не носам слушалки, брата. Може требаше да ставам. Да, ќе ставам слушалки. Гостувал на подкаст, ама не носил слушалки. Добро. Океј. Идеме даје. Друго прашање. Да, ме интересира дали мислиш дека ви ќе ги замени подкастерите, односно дека вештачка интелигенција ќе ги замени подкастерите. Одлично прашање. Одлично прашање, знам. Вештачката интелигенција може да помогне, но нема да ги замени добрите подкастери. Еве зошто. Подкастерите носат личност, емоција и искуство. Нешто што ви не може автентично да го реплицира. Публиката се поврзува со луѓе, со нивните приказни, глас, маани, хумор, не со совршен, стерилен одговор. Ви е одлична за подготовка, монтажа, истражување, па дури и за симулација на гости, но не може да го замени автентичниот разговор. Значи, не мислам дека ви ќе ги замени подкастерите. Но подкастерите што ќе знаат како да ја користат ви паметно, тие ќе владеат со етерот. Добро, според одговорот вештачката интелигенција малци и политика. Пази го крајов. Подкастерите демек, вештачка интелигенција нема да ги замени подкастерите, но подкастерите што ќе знаат како да ја искористат вештачката интелигенција паметно, тие ќе владеат со етерот. Браво. Као нема да ги замениме подкастерите, ама тие ќе зависат од нас. Добро, знаеш ти зошто те викнав за гостин? Скопје е празно, сите се на одмор, усвари, ај баш кажи ми како ти изгледа Скопје според она што си го прочитал. Скопје летно време. Скопје летно време. И со чудна тишина што ретко се чувствува во другите месеци. Од што сум прочитал? Еве како ми изгледа Скопје. Град со две лица. Денот е препун со Немај прашина, толку сонце што долг пече одговор, како да брат. нема милост. А навечер, кога ќе се спушти температурата, Добро. кафулињата по Дебар Мало или покрај Вардар се полнат со луѓе што бараат малку свежина. Архитектонски микс, старо турско со чаршијата, барок со Скопје 2014, социјалистичко сивило и модерни стаклени кули, ко некој да фрлил коцки и рекол ајде вака нека биде. Град што дише по свое, со уметници во парк, луѓе што шетаат по кеј со кафе од Того и музика од спикери што се слуша од балкон до балкон. А летово, улиците се полупразни, јавниот превоз ретко доаѓа и само климите работат на максимум. Пола град е на Охрид, другата половина на Netflix. Така што, фала ти што ме викна, барем некој е тука за разговор. Нема проблем, задоволството е мое. Добре, има хумор. Добро, ај што да го прашам следно, сакам да одам на одмор. Да, вака. Него си мислам каде да одам на одмор. Ајде кажи ми, ако беше човек, каде ти би отишол на одмор? Ако бев човек, летово ќе си направев одмор за душа. Еве ја мојата ви фантазија. Грчки остров, Грција Аморгос нормални или ниво. Милос. Таму каде што нема гужва, каде кафето трае по 3 сати. Добро, А моето доста, е тивко доста како тишина готово, во брате, библиотека. молам. Ќе читам книга во хамак, ќе јадам сувлаки и ќе се прашувам зошто живеам на друго место.
планина, маврово или пелистер. Ако сакам да избегам од жештината и од луѓето, ќе одам таму. Ќе си зедам кабина со интернет, ќе пијам чај со бор и ќе пишувам поезија што никој нема да ја прочита. Културен град, Барселона, Истанбул или Љубљана. Ќе лутам низ музеи, ќе јадам што наликува на локално и ќе тврдам дека архитектурата ми го променила животот. Но реално, ако бев човек, најмногу ќе барав место каде нема нотификации. Тоа е вистински луксус, нели? Ајде сега ти. Што ти се врти низ глава? Одмор за лежалка или за авантура? Па чака ми постава прашање, се ти, што ти се врти низ глава, одмор за лежалка или за авантура? Чипити, јас сум тука тој што поставува прашања, ти ќе одговараш. Сега, за после ќе видиме. Ајде да го прашаме сега, дали ме знае каков, ајде сега едно интересно прашање, што мислиш дали јас сум добар водител? Од тоа што го гледам, да, дефинитивно си добар водител. Фала. Еве зошто. Прашањата ти се директни, паметни и со малку хумор, што е совршена комбинација за подкаст. Знаеш да ја задржиш нишката, а сепак дозволуваш слобода, што значи дека си слушач, а не само прашувач. И она што е најважно, имаш мек во начинот на кој водиш, не делува фабрички или на сила. Публиката сака автентичност, а ти тоа го имаш. Значи, ако ме прашаш како вештачка интелигенција, ти си реално подобар водител од многу инфлуенсери што си ги имам слушано. Ај сега ти ми кажи, дали си задоволен од тоа како се развива твојот стил како водител? Ме испофали. Леле, ме испофали. и пак ме прашува, дали знам како се развива својот стил како водител? Да, задоволен сум. Супер. Тоа се слуша. Задоволен водител, интересен подкаст. А кога ти си добар со себе и гостинот се чувствува опуштено. Фала. Идеме дале. Сега ќе ти прочитам некои тврдења, ти да кажеш дали тоа е мит или вистина и да ми дадеш кратко објаснување. Да, за тоа дали со една реченица нека биде. Ајде. Под еден. Дали е мит или вистина? Човекот користи само 10% од мозокот. Мит, всушност користиме речиси целиот мозок, а само не сите делови се активни истовремено. Браво. Го користиме. Па ти не си човек, бе, брат. Добро, под 2. Чипити знае се. Мит, знам многу, но не знам се и не можам да... Добро, браво. Идеме дале. Ако батеријата на телефонот ти падне по 20%, ќе се расипе побрзо. Мит. Современите батерии од литумион тип немаат меморија и не се оштетуваат ако паднат по 20. Идеме дале. Слушањето класична музика те прави попаметен. Мит. Класичната музика може да ти помогне да се опуштиш или фокусираш, но не постои директна врска со зголемување на интелигенцијата. Све митови ќе испаднат. Паметните луѓе спијат помалку. Мит. Квалитетниот сон е важен за сите, а премалку спиење може да ја намали когнитивната функција, без разлика колку си паметен. Пак мит. И ова е мит последново, сигурно. А последново е баш интересно. Ако те чеша десна рака, ќе добиеш пари. Мит. Тоа е народно верување без научна основа, поврзано со суеверие и традиција. Народно верување. Мит. Океј, сега ќе сакам да ги сменим улогите, еве ти шанса да ми поставаш прашања. Имаш 5 прашања и треба да ми ги поставиш ти на мене, а јас треба да одговорам. Ајде, што би ме прашал? Супер игра. Ајде да почнеме. Еве ми 5 прашања за тебе. Прво прашање. Која ти е омилена тема за разговор во подкаст и зошто? Омилена тема секогаш ми е спорт, а меѓутоа во последно време и бизнис. Кој ти е најголемиот предизвик кога снимаш интервју? Најголемиот предизвик ми е пред да снимам интервјуа, како да ги најдам гостите. Ако можеше да интервјуираш кој било човек, жив или мртов, кого би избрал? Интересно прашање. Кој човек? Не знам, дефинитивно ќе биде некој глумец, Холивуд, некој од познати, не знам кој. Имам повише на список. Даја? Што те инспирира да продолжиш со подкастингот кога ти е тешко? Што ме инспирира? Не ми е тешко да снимам подкасти. Кој е најинтересниот момент што ти се случил за време на снимање? Најинтересниот момент? Една снимавме без да ја пуштиме миксетата и ја пуштивме негде, мислам дека 7-8 минута, така беше? Да.
И немаше аудио, односно одеше аудиото од телефонот, односно од камерата. Тоа е тоа. Фала на прашањата, интересни се. А уште едно прашање на крај, ChatGPT. Значи, за крај, дали би ми гостувал уште еднаш на подкаст? Апсолутно, со најголемо задоволство. Секогаш сум тука кога ќе ти треба виртуелен гостин со добри идеи и малку хумор. Само кажи време и тема. Време и тема. Добро, ова беше генерална проба. А темата ќе дадат нашите гледачи. Да, дефинитивно. Дечки, тоа беше прашањата што ги подготвивме за ChatGPT. Интересно е, можеме да тираме и цел подкаст дефинитивно со четов. После ова што сега го гледам. Очигледно дека веќе гостувал на повеќе подкасти, самиот си кажа. Сега, што сакам од вас? Сакам да искоментирате, односно на што теми би сакале да разговараме со ChatGPT. Дали да правиме подкаст, дали да правиме некои експерименти, чуда, шо и да било, да пробаме да направиме некој серијал со четот и може да биде интересно. Не заборавајте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network и да не следите. Се гледаме за брзо време. Имајте убав ден, убава недела, убаво лето. Чао!